Добре дојдовте во првата епизода на Генерален фитнес која се вика Зашто да вежбаме. Ниеден граѓанин нема право да биде аматер кога е во прашање физичкиот тренинг. Креото е човек да остари без да ги види убавината и силата за кои неговото тело е способно. Сократ. Сократ пред едно 2400 години. Толку моќно и ден денес точно. Затоа оваа епизода ќе поминеме низ мал број од бенефитите кои ги има вашето тело од вежбањето. Како прв и за мене најбитен податок ќе го ставам фактот дека вежбањето има поголеми здравствени бенефити од сите други работи комбинирано. Пример, ако пиеш, пушиш, имаш лош сон, а вежбаш, имаш далеку подобро здравје, генерално не мора да значи од сите, од луѓето што не пијат, не пушат, добро спијат, имаат квалитетен сон, но не вежбаат. Значи, вежбањето и движењето е есенција на здравјето. Друг многу битен податок е дека спречува многу болести. Пример, деменција, некои типови на рак спречува. Најбитно за Македонија и за нас има добар удел во менаџирањето на дијабетот. И исто така многу битно за нашето поднебе, пошто многу страдаме, тоа е дека најголемиот бенефит се гледа кај кардиоваскуларните заболувања. Зашто? Бидејќи со секое вежбање, какво и да е, дали е аеробично или анаеробично, ние правиме стрес на срцето. Ама правиме позитивен стрес. Стрес кој нема да го оштети, само ќе го направи посилно. Вежбањето исто така намалува стрес и нервоза. Има многу интересен факт за тие што се вежбачи, а и возачи, дека после тренинг, после добар тренинг, не може да се изнервираат во кола. Не знам што да им се деси, не може ништо да ги извади од такт, а додека дури да цабајле на работа, дури се враќаат од работа, дури не им било активирано телото, го осеќа тоа многу другачие. Нашето тело има потреба да циркулира енергијата во него, да се истроши до крај, да се внесе нова и така ден за ден, циклус за циклус. Моментот кога ќе стагнира енергија во нас, кога не е доволно истрошена, кога се акумулира, тогаш е тој момент кога ни се јавува нас нервозата. Зато нервозата е толку динамична, телото бара начин да ја извади таа енергија од себе. Тоа ни е биолошка осташтина од палеолитот, ама тоа ќе го збориме во некоја наредна прилика. Исто така вежбањето ги зајакнува и коските и мускулите. Добро влие и на балансот и сите тие бенефити ги носи во подоцнежните години кај што највеќе значат. Дур сме млади, ние немаме проблем со тие работи, не осеќаме проблем со баланс, ако паднеме не се кршат коските толку лесно, мускулите реално ни се само за изглед. Но во подоцнежни години кај што ти ќе имаш доволно добар баланс да не паднеш, да не искршиш нешто, а и да паднеш, да е коската доволно здрава да не се искрши, и мускулите да можеш да се движиш на 80-90 години, да идеш да пазариш, да си обаваш нормални животни работи, е многу голем бенефит кој не смее да се занемари, а треба да работиме на него уште сега. Најинстантно осетлив бенефит кој ќе го почувствувате од кога ќе почнете да вежбате, и тоа уште во првиот месец, може и порано, е спиењето, длабокиот сон. Луѓе што не вежбале никогаш во животот, кога ќе почне да вежбаат, се чудат и буквално кажуваат: ја не сум верувал дека човек може вака да спие. Добриот сон реално е еден од најголемите бенефити кои можеш да ги добиеш од вежбањето. Ова се накратко најбитните работи кои се бенефитни од вежбањето. Има и безброј други, како подобрување на мозочна функција и памтење, но мислам дека е доволно за сега.
Ако ова не убеди некој дека треба да вежба, а се мислел, не знам што го убедил. За тие што сакаат да почнат да вежбаат, најлесен и најбезболен начин е фитнесот. Зашто? Спортот исто така добар, но спортот генерално зависи од специфични услови. Пример, може ти треба посебна опрема за тоа, или спортските клубови да имаат во одредени временски периоди тренинзи кои што не ти одговараат. Фитнесот сам по себе може да се практикува секаде во некаква форма, на било кое место, само треба да имаш знаење околу тоа. Што е фитнес? Фитнес е тежнење на телото да постигне некоја состојба во која ќе е доволно здраво и доволно способно да изврши некаква задача. Која е таа задача? Тоа е убавата работа, вие одредувате која е таа задача. Ако сте спортист, може би е да ги подобрите вашите резултати. Ако сте работник, може би е кондиција и полесно го издржите денот. Ако сте 90 годишен дедо, да можете лесно да одите на пазар сами. Вие ги поставувате рамките во кои фитнесот ќе се одразува. Целта е само да добиете подобар квалитет на живот и долгорочност. Но да не се лажеме, тоа што фитнесот не е ставен во рамки не значи дека може да се практикува како сака. Значи, сепак има некои норми, правила, сепак имало луѓе пред нас што сакале да ги постигнат истите тие работи што и ние сакаме да ги постигнеме. Дали да бидеме поздрави, да трчаме побрзо, да бидеме поенергични. Што и да е, некој пред нас го правил тоа и тоа не е само некој, многу луѓе и имаат поставено некои стандарди на тоа како нешто се прави. За некои работи е потребно исхрана, за некои не е, за некои треба повеќе аеробична работа, за некои треба поише анаеробична работа. Така да, едукацијата за тоа што сакате да го постигнете, ја има во денешно време секаде, од интернет до библиотеки, до канали како овој. На крај на денот не е ни битно каде ќе учите за фитнесот. Дали дома, дали во теретана, дали сами, дали со инструктор. Најбитни се 3 работи. Твојата желба, твојата амбиција и твојата дисциплина да истраеш во тоа што го правиш. Се друго е прашање на време, прашање на форма, прашање на начин, на варијација. Само има ја истрајност. Мој личен совет е, ако учиш, учи од стари инструктори. Зашто? Зашто тие веќе го виделе патот. Биле таму, и ако се стари и здрави изгледаат добро, нешто прават правилно. Не дека имам нешто против младиве, но стариве ми се посигурни, од младиве многу и заминуваат брзо. Лично, според начинот на кој што сум одбрал да го практикувам фитнесот, ја следам двајца инструктори највеќе. Не е дека не следам други, но генерално овие двајца, ајде да кажам, најчесто ги следам. Едниот е Дориан Јејц, а другиот е доктор Майк Израетел. Дориан Јејц е 6-кратен шампион мистер Олимпија, ми се чини долго време во бодибилдингот. Старе, значи више го видел патот, здрав е за разлика од повеќето стари бодибилдери што одат на штаки. И мислам дека е вреден за следење, барем за методологија како да се направи јако тело. А од друга страна, доктор Майк Израетел е научник и мислам тоа го интересира како реагира телото на вежбање, на исхрана, на се. И цело време ги прати новостите во светот на фитнесот. Така да, многу е битно кај него, зашто ја лично го сакам, зашто не се држи до тоа што некад го правил. Ако утре искочи нешто подобро, одма го напушта тоа. Нема его од тој тип кај него. Доволно е стар, доволно видел, збори за повреди, збори за лични повреди. Така да по мене, мислам дека тие двајца ви се најбезбедни за следење за старт, а нели понатаму бирајте си и вие. И со ова затвараме првата епизода. Фала ви многу што останавте со мене до крајот и се надевам дека ќе имате некаков бенефит од оваа епизода. Се гледаме
до скоро. Поздрав. Ćao.